Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1 FM. Јас сум Лјупчо Златев, а заедно со мене ово утро е Сотир Костов. Добро утро, Сотир. Добро утро, Златев. Морам да ти кажем, после 7 месеци со работка за прв пат, ова ти е точно за бутењето дека е тешко наутро. Ама дека мозокот најдобро секој пат работи наутро, Златев. Не сум сигурен кога се работи за луѓе како нас кај 70-та година. Па добро, сега Сотир, види, ти си околу 70 години, се уште немаш 80. Може би и тебе кога ќе бидеш околу 80 ќе те видиме со некое бесно Порше паркирано нелегално во Скопје. Имаш уште 10 години да стигнеш до таа фаза, бога ми. Тоа јас го препуштив тогаш кога одлучив да напуштам правосудството, каде што има брзи фаст. Да, ќе зборуваме за тоа. Заработки, така да, Порше, досега штом не видов, тешко дека ќе видам. Значи, инаку не е лошо, Златев, да се возиш и во Порше, ама треба да внимаваш каде го паркираш. Добро, Сотир, сега, кога имаш 80 години, се уште си млад. Ти не можеш, исто како што кога си во пубертет, не знаеш како ќе размислуваш на 30 години. Кога си 30 години, не знаеш како ќе размислуваш на 40, на 50 години. Исто и кога си 70, не знаеш како ќе размислуваш на 80 години. Така што секогаш ќе треба да ја оставиме онаа маргина на грешка и да имаме една задршка дека можеби за 10 години тебе нема да те видиме ношалантен со Порше паркирано на Боемска и така некои дечки кои ќе работат во некое идно обезбедување да кажат ова е службено возило. Кога одиме кон тие години дека се повеќе и повеќе се враќаме во младоста и налекуваме на мали деца, да ти кажам, ова не е лоша изјава, да знаеш, не е лоша изјава, од причина што годините го чинат своето, Златев. Во исчекување на Поршето на Сотир Костов да преминеме на темите на денот. Не кажав добро утро за нашите слушатели, добра вечер за нашите гледачи вечер. Ја мислам, иако ти си ми секогаш коњак за правосудство, значи така некако најми одговара. Одеве со Бурбон или Кентаки? Хенеси, значи Хенеси е мојот омилен коњак, условно кажано. Сум го пиел еднаш два пати во младоста, имаш право, добар, имаш чувство за квалитет, да ти кажам. Па добро, тоа е некоја индустријска варијанта, има некој Не, еден од најдобрите коњаци е. Мене ми се допаѓа. Ја во Париз прв кај тетен ми тетка ми го пиев, али ја пошто познато само мастика сум пиел во моите години помлади, така да кажам, така да. Мастика е добра за желудник. Па тоа е тоа, многу цигари пушев, да ти кажам. Алкохоличари кои користејќи мастика или евентуално овие како се викаат диџестивчињата, јегерче, пелинковец и така натаму. Модерна варијанта. Се представуваат дека се внимаваат на своето здравје пиејќи ги овие алкохоли, а во суштина се класични алкохоличари. До тому не сум стигнал, инаку јас преферирам пелинковец за такви дежективи. Има една анегдота, анегдота. Во Кавадарци имавме еден, како се вика, имаше еден локал кој го држаше еден човек, сега повторно реотворил на друга локација, и кога му однесов еднаш гости, и таква, знаеш, класична биртија од 7 до 77, некој игра шах, некој игра табла, некој се начукува пред да оди во диско, така имаш и старци, имаш и млади, се и сешто, и обединети се сите во тоа што ракијата е 20 денари, да речеме. И доаѓам јас со мои пријатели од Скопје, им го представувам духот на Кавадарци и ги носам во тоа место, да автентично да почувствуваат како изгледа кавадаречка биртија. И тоа е 14-та, 13-та, тогаш немавме сите 4G, 5G на телефоните, малку поскапи беа. И еден од пријателите го прашува тој што е и кувари, келнери, газда и обезбедување и човечки ресурси се во ресторанот, го прашува, вели, извинете, дали имате Wi-Fi? И човекот гледа и вика, очигледно не знае што е Wi-Fi, и му вика, дечко,
од диджестивче имаме само пеленковац. Мислејќи дека виши е форма на Злате, ова е многу интересно, како што е интересно. Знаеш што се уверив после толку месеци дека се било право кога ме рече дека имаме многу јака интелектуална публика, денови имав многу интересни информации, а нешто и одвидување, така да користам прилика да ги поздравам близнаците Јане и Рике, најдобрите експерти за поправање часовници во Скопје, кои ми велат дека секој сабајлен слушат радио Лидер и уживат кога јас и ти се контраме еден со друг, а од извори блиски до поранешниот председател Ливанов разбрав дека секој пат не слушал и тој. Си бил во права кога ми рече дека имаме прекрасна публика, ја не ти поверував до крај, ти се извинувам и ти признавам дека сепак ние имаме добра публика што не слуша и гледа. Не, генерално на глупи луѓе ние не сме им забавни. Нема се темало. Радио Лидер, форма на забава за богатите. Така да, поздрав не за богатите, за паметните. А може би и за богатите. Па може така и ние до Порше ќе стигнеме. Значи, моите поздрави до Јане и Рики и до председател Ливанов. Имаше серија на лоши настани во изминатиот период, од кочанските настани до протестите кои пропаднаа поради народот, кој увиде дека некој сака политички да профитира. Видовме потоа уште еден немил настан завчера, односно кога за прегазување на една девојка од 22 години беше осуден, како му беше името, Менсур Пајазити, на само 2 години затворска казна, па излезе дека судијата е оној кој го фатија практично како за да исполнува услови да оди во академија со пенкало, си поправал само оценки од транскриптот, нели, од поверението за положени предмети, го фатија пред 2 години, па он уште да ти бил судија во Тетово и така натаму. Ке разговараме за се ова, но во неколку јавни изјави премиерот Христијан Мицкоски, обидувајќи се да го ја прикаже оваа трулост на системот, употреби зборови како мучуриште, лешинари, глодари и последно полноглавци. Сега, опозицијската јавност му забележува на речникот. Баш сега читам на 24 инфо, некој портал, вели зошто користи вакви, нели, термини премиерот. Што мислиш? Затоа што од Мицкоски сме навикнати да биде класичен политичар, фин човек, инженер, експерт, стручњак за енергетика, универзитетски професор. И сега од таа навика да имаме перцепција на него како таков, гледаме еден човек кој кога зборува користи вакви термини кои не се ова не е заев вординг, она не е оној, знаеш, уличен вординг на Апасиев и така натаму, но сепак сега зборови како полноглавци, глодари, лешинари и мучуриште не се она дното на политичката комуникација, туку се форма на софистицирано изразување, значи него не разговара, но некако не ми личат на Мицкоски. Знаете, ќе се обидам со пример да ти дадам толкување, ако воопшто можам да ти дадам. Не, зборуваме од перцепција на политичка комуникација. Зошто мислите дека премиерот и го користи овој вординг, нели, во последниот период? Кога тој вординг ќе го извадиш од контекст, не изгледа баш убав. Ама тој вординг, кога ќе го ставиш во контекстот, што тој пред тоа и по тоа го кажува, да бидам искрен, јас се согласувам и ти кажам од кои причини. Во неделата, кога рано наутро ме разводи моја братовчет од Квадарци да ме прашува кај ми се децата, кај сум ја, и да ми соопшти што се случило во Кочани, а ја претходниот ден сабота бев таму, јас прво нешто што напишав дека ова е голема трагедија, дека ќе има големо барање за одговорност и правда, дека ќе треба да се сконцентрираме на болката, тагата, трагедијата и на ништо друго,
а потоа некои други работи ќе ги истражуваме и ќе обвинуваме за други работи, напишав 2 работи. Дојдено е нож до коска, значи пази, дојдено е нож до коска и филмот ми е пукнат. Сега, појајќи од мојата маленкост, ја во некој случај не можам да се мерам со премиерот, ама се обидувам, јас сум некој вид едукатор, неле, во тој политички маркетинг, брендинг и така натаму, се обидувам да најдам образложение зошто тој така се изразил. Па поради овие 2 израза. Дојдено му, пукнат му е филмот, само тој зборува за системот дека треба да биде ремонтиран до коска и до корен и радикално, обструкции колку сакаш, а кога го менуваш обвинителот, зошто го менува? Сега кога не го менува, му дава да си доработи работата, зошто не го менува, го ставил во джеп и така натаму. Такви вадења од контекст ја не признавам, јас такви елаборации не давам, јас сето ова би го сместил во поширокиот контекст. Каде оди нашето правосудство, што прави нашето правосудство? Ќе се вратиме на тоа, но... Значи, да завршам. Го сваќам премиерот, му излегувам во пресред и само му велам. Нека издржи и покрај сите напади неосновани, нека се залага за ремонт како на системот, така и на правосудниот систем, како дел од целиот политички и општествен систем, и мислам ќе дојдеме и до правда и до праведност. Те разбирам, но не можам поинаку да ти кажам. Она што ти го тврдиш во овој момент е дека премиерот ова го прави од лична разочараност од ова што го гледа. Но сакам да разговараме и од една друга перцепција. Затоа што сепак не станува збор само за личност Христијан Мицкоски, станува збор за премиер Христијан Мицкоски, човек кој комуницира и кој ја води државата на сите граѓани, неразлично од политичка, етничка или било каква провиненција, на сите ни е премиер. Јас сум можда СДС, премиер не. Не сум СДС. Но, прашањето ми е, од перцепција на политичка комуникација, дали овој вординг Христијан Мицкоски го користи намерно, за да добие политички поени поради начинот на изразување, дали го користи ова смислено, дали ова PR стратегија, според тебе? Ако е PR стратегија, дали му носи позитивни или негативни поени? А ако не е PR стратегија, зарем не е малку чудно политичар да комуницира лично, а не преку PR стратегија? Евак, мислам дека тешка намера нема, мислам дека не е PR стратегија, току сака да ја убеди јавноста за неговата решеност докрај да истрае, да истера правда, да укаже на одговорност која има име и презиме, да не забораваме прв почна тој да го зборува пред 7-8 месеца тоа. И едноставно сватил дека мора сега да е остар. Ти реков, толку ќе го ставиш во контекстот и не се така остри зборови, не се навредливи, не се вулгарни, не се безобразни, туку се нешто поостри од еден вординг на еден премиер на држава, еве да речеме, како што е Република Македонија. Ова не е правда, току имаме потфрлање на системот по сите основи. Кој е? Случајов со Девојчево. Да. Знам дека некој ќе ми се налути, ќе излезат и такви полноглавци кои ќе ме критикуваат после ова што ќе го кажам, но јавно барам од судскиот совет да се преразгледа работењето на овој судија и уште еднаш да се реализира оваа пресуда. Односно, сега, дали теоретски е мешање на извршната во законодавната власт, кога премиер вели треба да се преразгледа оваа пресуда и оваа судија? Да, но доколку живеевме во Шведска, или во Норвешка, или во Данска. Затоа што ние живееме во Македонија, во која што вие имате судија кој си поништувал со пенкало оценки за да
дојде таму каде што е, правил фалсификати. И затоа што сме во Македонија, каде што за усмртување на 22 годишно девојче вас ве судат 2 години, ова не е сотир мешање на извршната во законодавната власт. Ова е common sense. Common sense. И Те мога да објасни на пучанството. Некој може ќе ме нарече сега дека сум адвокат на Мицкоски. Ама здрав разум е да кажете дека не е нормално ваков човек да биде судија, кој е фатен на делово тоа и се уште е судија. И е здрав разум да кажете дека оваа пресуда не е нормална. Овде не разговараме ние за, знаете, не е нас вордингот за ние не разговараме дали е ова мешање или не. Туку разговараме дали е нормално или не. И сега од друга страна, доколку не реагира, сите ќе речат еве го Мицкоски кјути на пресудите. Видиш? И еве го Мицкоски сега е амин на пресудите. Од тој аспект го разбирам. Сега, од аспект на полноглавци, како термин, знам дека некои ќе ми се наљути, ќе излезат и такви полноглавци кои што ќе ме критикуваат после ова што ќе го кажам, како човек кој за едната или за другата страна коментира, нели, полемизира, изразува ставови во изминатите години, може би ова полноглавци е претерано, пошто знаеме за кои се однесува. Се однесува за оние дежурни правни експерти кои се во секоја комисија за, како се вика, за реформи, а не реформирани. Да, ама пази, значи, и после 6 месеци или до 8 месеца дават оставки. Никад не си ја заврши работата до крај. Сакаш и поименично ќе те ги наброја. Ги следам ја нив 20 години ги следам. Не, Златев, убаво го фаќаш ти некако сенсот, мислам, на ова работа, ама еве, јас си дозволувам... Не знам, може би малку и претеран е овој вординг. Сега, не знам. Ја пак ќе кажам, јас Мицкоски во моите очи... Ајде одиме полноглавец да видиме што е, па после ќе му го видиме метафоричното значење и ќе видиме дека нема тука некоја навреда. Ајде сотир генеза биолошка. Ајде. Не, ама не, ево ти полноглавец или што е она? Жаба пред да стане жаба. Може така. И сега, метафорички е кажено полноглавец. Може би со полна глава сега, малку ја иронија ќе дадам. Може би тоа се луѓе со главата им е полна со многу битни работи. Така да сепак не е навреда, тоа сепак не е оној вординг на кој бевме научени што правеше Зоран Заев и во дадени моменти кога се изнервираше и Ковачевски. Ама за вакво случување, види Златев, знаете ли што не се случува? Не стигнува проклетството на фалсификуваните дипломи од тие десетина универзитети од северозападниот дел на Македонија, што ги има во Тетово, што ги има во Струга и така натаму. И пази сега, повредени се најмалку 4-5 основни принципи на судството. И јас ќе се потрудам за следната емисија Тања Каракамишева да обезбедиме. Имаме дефиниција за тоа што е полноглавец. Младо на жаба. Па видиш. Новороденче. Жаба новороденче. И што има тука лошо нешто? Па да, жаба новороденче, после скока во мучилиштето. И да имаме една смисла комплетна. Ама ти кажа, жаба пред жаба. Да, жаба пред да стане жаба. Ма ти убаво го каже, ја ти се согласен со тоа. Во однос на некои велат навреда, некои велат не е добар овој вординг, некои и го поддржуваат, повеќето велат па веќе е преку глава дојдено, доста ги слушаше оние евробирократи кои ни солат памет, ова се нивните реформи. Еден вика дека тој судија треба да се избрка, во право е, некои ја критикуваат опозицијата, има и такви кои го критикуваат Мицкоски, велат дека... Па добро, демократија. Па нормално. Демократија. Ајде да докажам ова за принципи, Види сега, значи. Овој тип на судии, кој преку фалсификати е дојден и преку сомнителни дипломи,
веќе во никој случај не смее да им се дозволи да влезат во судска сала. Значи, нарушен е принципот на коректност. Значи, тој не е коректен кон себе, кон струката, кон луѓето што ги суди, кон јавноста. 4 вида некоректност. Тој човек нема еднаков третман на оние кои ги суди од една страна, она темната страна, и на оние кои се оштетени. Значи има принцип кој се вели еднаков третман. И каде му е тука нему стручноста, и каде му нему тука совесноста? Ја лично мислам дека се работи за многу тенка совесност, судија кој не можел да процени дека во ваков момент на траор со кој се соочува и кој го преживува Македонија, ти да досудиш за изгубен млад живот на девојчето, ваква срамна казна, а еднаш веќе оборена од Врховен суд, и тоа замислете преку вонреден лек. Значи тој човек по сите правила требал да биде сега на ослужување на казна каква таква. 3 години и 6 месеца, потоа намалена на 2 години и така натаму. Сега одиме вака. Четврток во 18 часот, тоа е утре, организацијата која е следен, сега одиме на лешинарите. Тука јас... Ево, гледаш, значи, како си дозволуваме и ние. За полноглавците може да имаме некакво разбирање. Сега, види, еве, се прозва Гордан Калајджиев, се навреди професорот, вели, се почувствував дека за мене се однесува тоа полноглавец, еве, јас сум полноглавец, малку беше наљутен. Ја го разбирам Гордан Калајджиев. Гордан Калајджиев е утопија да воведеме во Македонија, он пак ќе биде опозиција. Така е човекот, и тоа е добро. Не знаеш зашто помислил дека за него се однесе. Па не знам, он така помислил, но ме разбираш, ја многу го почитувам Гордан Калајджиев. И ти кажувам, он е програмиран, така е сетиран човек, и тоа е добро во одредена... Не знам колку го познаваш. Он има само 2 минуса големи. Учеството во шарена револуција, каде што мааше по институции, и согласувањето со промените на кривичниот законник. Пред и после тоа Гордан Калајджиев не е така лош експерт. Значи, како експерт зборуваме, и како човек, но сега првенствено како човек. Тоа му е карактерот. Јас сум го гледал по интервјуа, не го познавам многу добро лично, но Гордан Калајджиев, која е најубава земја у свет за живење? Данска, Шведска, така. Да го однесеш у Скандинавија, да го однесеш, он и таму ќе биде опозицијски ориентиран. Значи, едноставно тоа му е начинот на функционирање, на размислување, и тоа е може да биде и добро, затоа што секогаш треба има луѓе кои ќе ви ги покажат работите од некој друг аспект од она што вие ги гледате како политичар. И сега, но за тоа кој е полноглавец, Мицкоски може да и не мислел за тие како Калајджиев, може мислел за овие од судството. Сега ја ти дам сега еден пример. Сега, но тоа е варијација на тема. Кога сме кај лешинарите, јасно кој е лешинар. Има одредена групација на луѓе кои орбитираат покрај некакви невладини организации кои едва и чекаат некој да умре обесправено за они да прават протест. И да прават протест против владата. Замислете, Менсур Пајанзити. Извинувам доколку му го промашив името. Менсур или Менсер, не знам. Е осуден од апелацијскиот суд во Кочани на 2 години затвор. Од судија кој е во апелацијскиот суд во Кочани судија и кој станал судија со фалсификат, утврдено од во Кочани не го сваќам. Не во Кочани, во Тетово. Така во Тетово. Во Тетово, извини, добро. Во Тетово. Добро. Девојчето го прегазил во Гостивар, ако не се лажам. Добро. Или во Тетово. Неважно, во тој регион. Тој станат судија во време на Дуи. А утре кој е следен? Ке протестираат, верували или не, збирно место влада, судски совет, собрание, кривичен суд. Да. Ако се такви херои, зошто не протестираат во Тетово? Ако се такви... Многу интересно прашање поставуваш, ти кажеш. Ако се такви херои, зошто, за разлика од случајот во Фросина
Кулакова, каде што можеби убиецот имаше беше припадник на еден по-криминоген етникум. Беше вистински го мислиш или иронично? Не знам, судете си вие. Да. Зошто сега не го спомнуваат нигде името на убиецот, на Пајазити, кој е од овој поцивилизираниот нели етникум во државата? Затоа што тие се, јас кој им реков, викам, дечки, кога ќе одите во Тетово, им вика, ти етнички, вика, не делиш, бе, луѓе, кај зборев јас за етникум? Ја прашувам, зошто не одите да протестирате во Тетово? Таму се суди, таму било кривичното дело. Идете му пред куќа на судијата, идете пред судот, идете во Мала Речица, пред тој што го поставил да биде судија. Не може влада да ви е виновна. Златев. Значи, влада денес да ви е виновна за тој судија кој го поставиле пред 3 влади и тогаш вие не протестирате кога го фатија, нели, кога го правил тоа. А сега ниту на убиецот му го споменуват името, ниту на девојчето му го споменуват името, ниту се трудите воопшто да изгледате дека вас ви интересира било каква правда. Не, вас ви интересира чиста политика. И секој оној кој после сите информации што беа објавени, после се што беше објавено, секој оној кој ќе отиде пред влада во 18 часот во четврток, за мене е лешинар. Добро, нема да Друго претеруваш. објаснување, Ке има таму и луѓе можеби со добри намери. Ај се вака ќе ти кажам две работи. патот до пеколот е поплочен со добри намери. така. Ја познавам многу луѓе кои беа во шарената револуција со добри намери. Еве каде заврши се. Првата работа, познавајќи те колку добро истражуваш, ќе ти дадам една домашна задача, твоја е дали ќе ја прифатиш, да се интересираш. Кој го работил предметот во Основно јавно обвинителство Скопје за овој судија и одлучил дека нема елементи на кривично дело, фалсификат за диплома. Имаш идеја? Не, немам идеја, бидејќи е во Скопје, треба да откриеме. И второ, врзано со ова, адресата на протест е пред обвинителство, бар според мене, а Скопско обвинителство кој одлучиле да не прекинат... Скопско, Тетовско. Не, Скопско одлучувало. Сигурно е дадено делегирање и така натаму. Скопско, бидејќи таму кој ќе суди, кој ќе одлучува. Значи Гаврил Бубевски го ослободува. Не, некој е обвинител на Гаврил Бубевски. Па добро, да овој обвинител беше, сега ќе ти кажам што ми е целта. Беше екзекутиран. Ја многу остар ке сум. Немаше да се донесе ваква пресуда. Да, затоа што пак доваѓаме каузалната врска, причина и последица. Дури и овој судија криминалец фатен, значи претходно со овакво, дури и он формално правно се заштитил, затоа што обвинителството во овој случај се спогодило на овие 2 години казна за лице кое било во бегство, кое не се појавувало на судови. И за лице кое усмртило 22 годишно девојче со автомобил. Значи, виж, ја овие поединци не ги знам, да видам искрен. Дури јавното обвинителство се спогодило на тоа, не само судот. Јавниот обвинител го прифати, мислам дека е Тетовското обвинителство таму. Или Гостиварско, кај не седиштото. Жали само на казната 3 години и 6, па му се намалува на 2 години. Да. И пази после безобразлук. И обвинителството го прифаќа. И пази безобразлук. После со ванреден правен лек, се жали му се враќа предметот. А требал да биде собран на издржување на казната затвор. Еве го нашето судство, какво е она пупката на Заев, што ја и ти па ја отворивме во септември и октомври месец, ако се сеќаваш. И пази до какви последици се доаѓа. Од каде ти еве тебе, младо момче, таа видовитост дека вакви работи ќе се случуваат? Се сеќаваш ја и ти што правевме октомври месец? Или се заборел? Не е тоа видовитост, не е што видовитост. Што е, ајде да ми кажеш? Сега видовитост малку метафорично сватиме. Не станува збор за никаква видовитост. Туку станува сенс, збор, би рекол ти. Не станува збор ни за сенс, станува збор, знаеш кај нас вика, овој е аналитичар, овој анализира, суштината да анализираш нешто е да ги детектираш главните полуги и главните проблеми од каде што доаѓа се. Еве ги. И ние тоа го разговаравме. И ова ќе продолжи, ова ќе биде веројатно првиот мандат на Христијан Мицкоски на ВМРО ДПМН ќе биде одбележан со оваа војна со правосудниот систем. И пази, треба да навиваме да ја добие.
Значи, молам. нема да навиваме. Кој како сака нека не етикетира. Ја нема да навивам. Ја ќе навивам, Било кој извини, што да ја добие. немам време као тебе. Извини, ти имаш Јас време, ќе уште најмалку 50 години. Ти за 10 60. години мора да купиш Порше за да го стигнеш Сотир Костов. Јас ќе навивам за да имаме независно, објективно и така, непристрасно браво, добро кажано судство. поинаку. Значи, ме надмудри тука, секој политичар кој ќе работи на тоа, го гледам како... Види сега Баткосоти да ми ти каже. Проблемот е таму кај што му дале фалсификувана диплома, таму кај што ги преправале оценките, значи тоа се тие фалсификат универзитети и факултети и проблемот во обвинителството кој 2023 година донела одлука дека нема елементи за поведување на кривична постапка. Еве го човекот како суди. Нема поима од совесност, нема поима од коректност, од еднаков третман за стручност и да не зборувам. Сега и на сето тоа некој одлучува да протестира пред влада. Сотир, за се ова малку се забави поради настаните во Кочани, па покажувајќи политичка зрелост, владата мораше да се откаже нели од оние реформи на обвинителството, на судски совет, разрешување и така натаму, затоа што... Не, тоа не се реформи, тоа беа смени, а реформите одат, да знаеш. Да, но за да се интересира. Мораше да ги стави во мирување. Пакетот 20 закони се пред крај. Затоа што политички е проблематично вие во такви моменти да менувате обвинители, суди и така натаму. Бранко Геровски има одлична колумна нова со јајцата. Тема. Да. Одиме со кратка пауза за реклами, по која што ќе анализираме колумната на колегата Геровски и следно... Нема, ја не сум соодветен за таа колумна, ја поинакво мислење имам, ама ајде, баш да видим. Ќе анализираме една колумна на Ерол Риза. Не може само да ставаме работи што тебе ти се допаѓаат или мене ти се допаѓаат. Значи, ние сме должни јавноста да ја информираме за се она што е policy makeri. Иако Ерол за обвинител на Република Македонија, еве јас иронично, метафорично, како сакаш ќе ти кажам. Иако и двајцава се многу поблиску до Порше, од што се до некое фамилиарно SUV. Се враќаме назад. Александар Андонов вели: Златев протестот ќе биде пред влада, собрание, судски совет и кривичен суд. Манипулираш дека е тенденциозен и ќе биде само пред влада. Веројатно манипулираш бидејќи немаше храброст да се појавиш на дебата и овие ставови околу глодарите да ги кажеш во лице на тие кои им се обраќаш. Каде во дебата ти не се бил? Тоа не ми личи на еден можно. Гледам дека дечко е информиран. Сликан пред штаб на ВМРО ДПМН и Александар Андонов. Не знам за кого станува збор. Гледам се сликал и внатре во ВМРО ДПМН. Не ми е важно, нели, од каде доаѓа коментарот. Јас ја имам две работи да ви кажам. Прво, не е точно дека јас немам храброст, но јас немам што да разговарам со децата на транзицијата, со оние кои не ограбија. Се шо има ја да зборувам со фамилијата на Владо Бучковски. Јас сум син. Иначе немој, ние сме деца на транзицијата. Не. Од другата страна. Така. Значи, тие што го зема општествениот и државниот капитал. Јас сум син на вработен во ЕСМ, фирма продадена во времето на Бучковски. Ја не можам, оној кој го продал мојот татко. Што бе со син му ќе разговараш? Откако ќе ги врати да парите? Му кажеш, не. Откако, не. Да му кажеш каков премиер треба да биде? Не. Откако син му, внук му, овој Евтимов, шо му е таму, небитно. Откако ќе потпише дека секое наследство стекнато од тој човек ќе го врати на народот, јас ќе разговарам. Се до тој момент Каладжиев го обвинува за утопија, а сега ти ми зборуваш за утопија. Не, ама не, знаеш како, мојот принцип е тој. Не, ти го разбирам принципот, ама тоа е утопија. Нема што да разговарам, значи. Нема што силуваниот да разговара со силувачот. Прво се што сте украле од народот, ќе се откажете, имате. На нотар ќе отидеш во оставинска постапка, јас се откажувам од целиот имот што ми останува од Владо Бучковски
го предавам на Република Македонија. Во моментот. А се чул кога джелата станува жртва, па јас да ти кажам? Кога ќе го направат тоа, ние веќе ќе бидеме еднакви и ние веќе ќе бидеме рамноправни и ќе можеме да разговараме. Зошто? Затоа што неговиот татко ја продал за џабе, за не знаеме за колку до ден денес, компанијата која ја градел мојот татко. Ја така гледам на работите. Не, ти убаво гледаш. Значи и тебе така... и маката те натерало не, така да гледаш. Не, мене, не сум се мачал јас многу во животот. Вредни сме успеале да вредноста не подразбира мака. Не е мака, вредноста е одговорност. Не, но ја не ја гледам вредноста како мака. Но доаѓа накрај. Во моментот, за ние да бидеме еднакви, за јас да не ве гледам вака одгоре, вие треба да се изедначите со тоа што ќе се откажете од украденото. Кога ќе се откажете од украденото, ние ќе разговараме. До тогаш ја нема што да разговарам со вас. Добро. Јас само можам да ви кажам какви сте и што правите во однос на маршрутата. Пак ќе прашам. Остави маршрут. Не, пак ќе кажам. Каде е тетово во раменката? Некој не срекно младо дете, срам ми е за колегите од Ирала да зборувам, но секогаш кога некој зборувал овде, а зборувале многу, дали бил Благој Механџиски, дали и ти си критикувал, дали бил ово или оној, зборувале сите дека Ирала се рекетари, многу луѓе зборувале, викам немојте глупости зборувате, не е така истражувачи. Секогаш сум и уште го мислам тоа дека не се рекетари. Сум ги бранел од Ирала. Но еден некој несрекник од ова друштво во подкаст таму Бленди Ходај се вика. Име и презиме има Бленди Ходај. Не навлегувам во етнички работи, да не биде Љупчо провоцира меѓуетнички тензии и така натаму. Слегува таму и вика чим ве критикуваат Златев и Бетмен, тоа значи дека вие сте на вистинската страна. И овие од Ирала, што ја ги бранам кога ги нарекуваат рекетари, некои од нив можеби и со објективни причини, тука доаѓали бизнисмени на кои што можеби им биле барани пари, овие од Ирала се кекерекаат, наместо да речат чекајте, тој не е колега, извинете, ако вие не ме гледате мене како колега, и јас не ве гледам вас како колеги. А си ми гледал буџетите без Златев? Од странски донатори. Не е битно од каде, колка ви се? Љупчо Златев, јас таков новинар ќе бидам без Златев. Љупчо Златев води медиум кој е 100% во негова собственост. Лажат по социјални мрежи дека тука имало некакви маđари во мојот медиум, дека имало некакви вакви или онакви. Не. Одете во централен регистар. 100% собственик на овој медиум е семејството Златеви. Да. Никој друг. 100%. Јас го знам тоа, се ми го кажал. Тоа е прва работа. Втора работа. 100% од приходот во оваа компанија е од пазарно работење. Единствени пари кои оваа компанија ги добила од државата се парите за политичко рекламирање кои има избори, кои сите медиуми добиваат. Значи за реклама. И тоа е нормално. Значи, нема проект, нема USAID, нема оваа влада, нема никаква маđари, денар немаме од Ајде го маđари каде? Не, јас живеам во Маđари, но немаме има маđари. Од Унгарија која ја говорат. Значи, трговска што Македонија и Америка имаат трговска размена, ваква или онаква, па се ја сметат, мојата компанија, компанијата на оваа радиостаница, од 2018 година, откако постои мојата компанија, и Унгарија, како држава, фирма од Унгарија, правен субјект од Унгарија, имаат 0 евра размена. Имаме клиенти од странство, нормално. Имаме клиенти од Ирска, тоа е Google. Имаме клиенти од Словенија. Ти му го зеде на заев Google? Не, добро. Сега Google ради рекламите на YouTube. Златев. Но ова те кажувам, те цинкам на заев. Имаме 15 големи македонски компании кои се рекламираат овде. Но нема еден денар влезен политички, влезен партиски, влезен од амбасада, влезен од странска држава. Кој сака нека дојде, due diligence, јас ќе му направам. Голем дел од овие завршните сметки се јавни. Златев го знаа тоа, сега да ти кажам јас како поискусен.
Сето тоа го знаат, сето тоа го провериле, намерно ти пуштаат пердуви. Но намерно да се нервираш. Токму зад не се нервирам. Не се нервирам. Ти си паметно момче. Лјупчо Златев може со чист образ да излезе пред вас и да ви рече: јас не разговарам со оние кои ме украдоа. Затоа што се што сум купил јас во мојот живот, се што моите родители купиле во мојот живот, после трето колено не можам да гарантирам. Во турско време има некој тамо можда даноци собирале или слично, не можам да гарантирам што се случувало, но до трето колено нема еден денар украден од народот, за разлика од вашите генези. И токму затоа ние не сме еднакви. Не може јас да разговарам на еднакво ниво со вас. Ние немаме вертикала, немаме заеднички. Дај ми двете збора јас да ти кажам. Ти ова го кажуваш со право врз база на факти што ни се случи во државата во она пуста транзиција, која е безобразна, која е сурова, која е никаква. А сега јас да ти кажам, дали, што мислиш ти, случајно децата на Фрчковски и на овој другиот премиерот излегна? Не бе, Златев бе. Се е смислено бе. Чекај, ти во дебатата беше викнат, извини, со Борјан, а не со Виктор Бучковски, тетово е во рамки на судски совет, а сите невидени институции пред кои ќе се оди. Значи, и сите наведени. Влада нема никаква... Кој медиум е тоа било? Не. Би требало... Кај Јанаки ја одбив, кажав зашо одбивам, не сакав да давам визибилити. Ти имаш образложение, ти те читав тамо на Фајсбукот. Сега право, Александр. Борјан не е овакво. Беше викнат со Борјан, не со Виктор Бучковски. Ај провери, ако ти се другари, ако си дел од тоа, дали може би Борјан и Виктор Бучковски се роднини. Од второ, прво колено. Не се трето. Ај провери. Тоа е прво. Тетово е во рамки на судски совет, а сите наведени институции пред кои ќе се оди. Влада нема никаква ингеренција зад одлуката која ја носи апелатискиот суд во Тетово. И токму тие кои ги нарекува премиерот полноглавци, според мене, можеби, со несоодветен вординг, со сотир дури и со благ вординг. Да. Немаат, го критикуваат тие што ги нарекува, нели, полноглавци. Го критикуваат затоа што се меша во судската власт, а не смее да се меша. Така што Андонов, освен одработување партиско и политичко, која е друга причина ти сега да отидеш пред влада и да викаш убици? Гиле вели: Златев, убава тема начна, само треба да се направи притисок да се донесе закон за потекла на имот, со што е утврдено да се врати назад, ќе се купат многу возила на брза помош, против пожарни возила и многу други потребни средства на народот. Гиле се согласувам, но има тука една многу проблематична финеса, а тоа е дека тој закон треба да се дозволи во моментот кога прво институциите и системот ќе доживеат одредено зајакнување. Зошто? Затоа што ако се донесе тој закон во позиција на не ослободени, ќе кажам, институции, тогаш тој закон може да се примени за легализација на незаконски стекнатиот имот. Имено во право си. Имено ќе земе еден корумпиран судија, еден корумпиран обвинител, ќе ти направат проверка на имот, ќе пресудат дека ти немаш незаконски стекнат имот, а ти си Владо Бучковски. Тука сега застаните, молам. Ајде. Па така го проверувале судијата дали си ги преправил оценките или не. Така, значи некој корумпиран обвинител во основно јавно обвинителство Скопје. Таму треба да одиме да се обратиме и да го разбереме кој тој обвинител и да видиме кој му дал диплома на овој судија. Да видиме кој му дал. Таму ни се корените. Значи едно е во образованието, а едно е во обвинителите кои треба да гонат па и своји колеги судии. Ете тоа е тоа. Сега одиме еден чекор понагоре. Ајде. Сотир. Во овој случај одговорност има и Габерка. Позната. Па академијата без Златев бе. Како може мене да ми дојде во приватна фирма, со 100% приватен
капитал на фамилијата Златеви, да ми дојдеш ти да ми аплицираш за работа со лажно CV. Така. Па јас сум и гледам ти си поправил, ми даваш уверение, ја гледам ти си шкртал оценки во уверението. Шефе, јас сум тој што ќе те пријави. Речем, шо правиш ти? Знаеш? Што правиш? Во една компанија каде што бев ангажиран, еден така имаше аплицирано со лажно CV дека има завршено факултет, немаш завршено факултет. И кога утврдивме што како се случивме, не бе го излегува на површина. Не бе, после тоа стана директор на државна институција. Ти знаеш и што значи? Што ти кажам? Те молам. Ало, ти знаеш што значи бе да донесеш судска пресуда која почнува во името на граѓаните на Република Македонија. Абе треба да си стручен, бе, треба да си објективен, треба да си наобразован, треба да знаеш. Абе еве го зошто он кикснува во многу незгоден момент, траурен што велам. Ама еве сега доаѓа зошто се тепаа за надзорниот управниот одбор, како се вика на академијата, кој долги години бил Љупчо Коцев, сегашниот обвинител, учествувал во селектирање на кадри, не знам ова дали го знаеш, и членовите на Совет на јавни обвинители и на Судски совет сакаат да се повторно таму кумулација на функција, да одлучуваат кои се идните обвинители и судии. Се е јасно, бе, Златев. И сега овој премиер кој се бори тоа да го спречи, не чини, па не му чинел вординго. Не се, од една страна ќе протестираат против Човеков затоа што се меша во судската власт, од друга страна ќе протестираат зашто не се меша во судската власт. Не, тоа е вазање од контекст. Значи, ја уште на почетокот бев јас. Овде доаѓа колумната на колегата Бранко Геровски, која ќе анализираме ово утро, вели, премиере, не можеш да правиш омлет без да скршиш неколку јајца. Многу добра колумна. Христијан Мицковски многу добро ќе дојде, многу брзо ќе дојде до сознанието дека бонусот што им го даде на клучните луѓе во обвинителствата и во судовите со намера да не ја кочи истрагата за трагедијата во Кочани бил погрешно разбран, умешно спинуван и на крајот бесполезен. Ништо во правосудството не е сменето, вели Геровски, и нема да се смени се додека не се појават вистински луѓе на вистински места. Ова е едно кратко сиже на колегата Геровски, кој кажува дека практично, нели, тоа што им даде шанса, тие сега ќе го злоупотребат против него, а нема да биде, тоа е поентата на оваа колумна, а нема тоа да биде, според Геровски, начин како тие да почнат нормално да работат. Да им се даде шанса да почнат нормално да работат. Што мислиш околу ова? Видах сега. Ја и ти сме познати дека сме многу коректни еден кон друг. Ти го ценам овој приот и ово образлагање за колумната, симно ја читав и на човек дојде животниот партнер реков прочита, обично таа прво ги наоѓа Билјанка, овие колумни ми ги дава, и кам прочитај и сакам да споделам мислење со тебе. Споделивме што споделивме. Моето видување е малку поинаково, за респект е твоето размислување. А да не речам, Геровски го знам од дете, од комунист, од оној систем. Се плашам да не е ова прв знак за неговиот засврт, што знае во својата кариера да го направи, кога напуштува бродови. Но, сега за сега, да видиш колку сум коректен, ќе ти дадам за право дека ти си во право. Бидејќи ти новинарски, со многу широк и објективен не периметар, сонда или ево телескоп или микроскоп гледаш и гледаш позитивната страна на оваа колумна. Плашејќи се од искуството, јас си велам да не е ова веќе напуштање на брод. Па не, види, но тој вели дека, значи практично во колумната, Бранко Геровски Добро, се случува. Режија да се посвети на камерите и да не гледаат рилсови. It's happened. Не, it's happened се додека не почнеме казни да даваме. Ајде сега. Затоа што Македонија стигна до тука затоа што нема пеналитет, драг мој сотире. Никој не ги казнувал овие суди кои правеле глупости и дојдовме до тука. Па и овој судијата вели ова е добар пример за јавноста. Еднаш ќе им прогледаш низ прсти, два пати ќе им прогледаш низ прсти
и на крај ќе ти гледаат рилсови. Јас сум тука гостин и морам да ги бранам. Морам да ги бранам. Тоа се млади деца и тачка. Она зашто Геровски го критикува премиерот Мицкоски, токму ова. Ти што го правиш. Затоа што Мицкоски се однесува како ти со нашата режија и им дава шанси. Он вика постојано, вика шанса ќе им дадеме, ајде да видиме, еве нека направат, добро ја водат, лошо, а Геровски вика не можеш да им дадеш шанса. За да има систем што ќе функционира, тие 5 луѓе од судски совет треба да се сега нека биде по твое, Злате. Нека биде по твое. Ја моето го кажав, еве со голем респект, бидејќи па гледам што се пишува сега на Плюс Инфо и моите комплименти, ама ја го знам искуството од комунист, ја го знам искуството со Ајден на Рамковски кога водеше ТВ емисии, ја го знам искуството од Дневник, ја го знам искуството од Слободен печат и ја го знам искуството како лесно тој дава етикети на националисти и клеронационалисти. Јас овде ќе застана. Тебе те нарече националист? Не. Членовите на Македонски манифест и сите што протестиравме 2017, 18, 19 година пред МНР за Коцијас и мене даде шанса за демант. Ама тоа е лично и не сакам да го мешам со ова. Јас овој пат ќе ти дадам право на тебе и посакувам да си ти во право. И ќе бидам среќен ако времето тебе те потврди, ова без никаква иронија ти го кажувам. Ајде бе да одиме на оние другиот Сотир, узурпираниот мала дигресија. Ајде. Ти ниту во еден момент од оваа емисија не негираше дека сакаш да возиш Порше. Да бе, а Порше не е националистички автомобил. Така. Човек кој има доволно отвореност да вози Порше или да посакува да вози Порше, не може да биде националист. Фала ти, многу ти благодарам. Самиот Порше, море да ме пофалиш, фала ти. Самиот Порше како историска фигура, кого поддржувал ако треба да видиме, чекај сега, не оди далеку, не оди во фашизми. Али во секој... Знам на што алудираш. Ама една од моите бренд книги ќе ти ја отворам да видиш што пишувам ја за карерата Порше. Една од најубавите спортски коли во историјата на автомобилизмот и ќе видиш дека Порше е желба на секој човек кој знае што е добар автомобил, иако за мене number one е Мустангот. Се надевам на 86 години ќе возам мотор Харли Девидсон и автомобил Мустанг. И ќе внимавам каде ги паркирам. Ој несрекник Александар вели, јас сум немал храброст да Ама бе, остави го, детево, обседнато е со тебе. Значи остави не, се гледа дека префрли го кај мене бе. За мен има што да ми префрли, имам ја километри од комунизмот имам јас. Му го отвори Facebook, има тука да живее ВМРО, такви работи, очигледно е некој незапослен нели од актуелна власт, па сега е несреќен, али видов дека има завршено филозофски факултет, јас еве можам јавно да ви ветам дека да се погоди сега кој е најдобар. Филипче е добар неврохирург, нели? Филипче да отидам да ми извади пола мозок, јас од 10. Ја за тие вака велам. На било кој од факултетите на Бујнумбе на ова столче, покани го. Значи да го видиме, Злате, Бујнумбе да дојде на ова столче. Ја тогаш со тој Александар ќе зборам. Значи, името му е убаво. Мојот син, еден од синовите се вика Александар. Бујну на ова столче да дојдеме. Да дискутираме. Пола мозок да ми извадат. Ајде сега. Ајде. Кој смер на пепелти на јазикот се вика тоа. На филозофски факултет ќе го завршам со 10-ка. Одиме сега кај Ерол Ризалов, исто, значи, гледаш како ние. Сега те морам да внимаваш, Ерол е од Кочани, мој сограѓанин и внимавај што зборуваш. Многу поштоем Ерол Ризалов, значи нема збор. Ајде. Не, озбилно јас. Добро. Дури мислам дека фейк њуз е дека оној што му го наметнуваат Твитер профилот еден има таков безобразен дека тоа бил Ерол Ризалов, не е тоа. А фейк њуз ли е независен, финансиран од грците? Па беше сега, веќе не е. Сега е комерцијална банка се рекламира. Па тоа е друго реклама. Нека му се создрави тие пари. Комерцијална банка, колку пари свртевме, сметката ни е таму, они у независен дале пари. Добро. Нема врска. Ајде да видиме што пишува, мада и него го читам, да видиме. Вика, влегуваме во ерата на мицковизмот. Поопасен од груевизмот. Постапките колку да знаеш дека сум го читал само. Преку постапките на носителите на извршната власт во собранието
и со начинот на кој се обраќаат во јавноста, со заканите и со сеењето страв, со притисоците врз целиот правосуден систем, врз медиумите и врз синдикатите, недвојбено е дека Македонија влезе во период на авторитарен систем со пожестока страховлада од дефинијата на груевизмот. Значи, сега видим, опозицијската јавност за утре вечер организира протест пред влада затоа што Мицкоски не ги сменил судиите, односно затоа што не го решил правосудството, а од истата таа опозицијска јавност имаме став дека тој се меша во правосудството си. И сега, едни протестираат за тоа што се меша, а други протестираат за тоа што ако се возиме на нивниот воз. И сега, ја имам едно прашање. Дали ова може би унутрашни судар во опозицијската јавност во Македонија? Јако да ми биде зборно да кажам. Опозиционер, извини, јако опозиционер по службена должност, не знам се која страна да ја фаќа. Не ја фаќа ни едната ни другата. Тоа е возот кој преку Драмче оди за Белград и не стигнува никаде. Оди во Ќорсокак. Значи, потруди се денеска во текот на денот да најдеш еден коментар на оваа колумна каде што некој не знам кој беше, му кажува кои све изрази Ерол Ризал ги употребува за системот на државата која му даде се. А јас друго ќе се реферирам. Јас ќе се реферирам на колумната на Панде Колемишевски пред некоја година за однесувањето на Ерол Ризалов како новинар, кој се, буквално се добил од државата и во секоја прилика кога не му се на власт неговите СДСМ ја напаѓа и државата и другата власт. Добро. И било што. Панде тогаш Ерол имаше некаков став дека тој бил дискриминиран во Нова Македонија затоа што е турчин. Не, тоа е стара шема. Тоа е стара шема, тоа е постара шема. Абе, не сакам да ти ја кажам мудроста што ја направивме. Панде Колемишевски исто е, нели, припадник на една од помалите етнички заедници во Република, сега веќе за жал Северна Македонија. Влашката бе, што сега немој да ми ги закачаш влашки сега. Што сега па таму буричкаш? Не, ја мислам дека власите се најпаметни луѓе на Балканот, затоа што од сите на Балканот само тие се свесни дека не се доволно способни да имаат држава. Ние сите други се само залажуваме. Не ми ги вреѓа власиве. Значи, не ги врегаме, ова не е навреда кон власите. Ова е навреда кон сите нас други, што сметаме дека сме доволно на цивилизацијско ниво да имаме своји држави. И државите ни изгледаат вака. Минус грковласите се најдомакини луѓе на Балканот. Значи нема врска. Влашката етничка заедница, немој да ми ги врегеш. Нема сега ги браниш. Вакви власи, такви власи. Проучи историјата на грковласите. Влашката етничка заедница, вклучително и на грковласите. Добро, ајде. Е еден од најважните стожери на поголем католикот папа да ми се прави. Современата македонска нација, без нив не постои македонска нација, но ова е малку моево е сарказам. Те разбирам. Не кон властите, туку кон сите нас другите, кон македонци, албанци да се вратиме. И така натаму. Значи едно да знаеш. Не сакам да коментирам веќе новинар кој на времето беше и име. Ама се што влагаш со ад хоминем аргументи? Што е тоа? Да ставот да го полемизираме. Што кажав ад хоминем, ајде? Па сега не сакам ваков човек таков. Нема, не реков ни ваков ни таков. Ја те спречувам. Сега да ми се извиниш. Ти се извинувам. Ме спречуваш. Не, ти се извинувам што проценив дека ќе одиш со ад хоминем аргументи. Браво. Се повлекувам. Значи, дај да дискутираме за кажало. Ново. Има ли Македонија страф од можност за нов авторитарен нели режим? Вели премиере недостасуваше да замените само еден збор, па да се прогласите за Луј 14, се извинувам, на 21 век. Дали сте свесен дека му дофрлате на пратеник од собранието и на јавноста кога арогантно ги изговарате тие три страшни зборчиња? Според мој закон. Тоа не е ништо поразлично од државата, тоа сум јас. Односно, ова го кога пратеник на Сенацијето овие прашања го праша премиерот Христијан Мицкоски
врз која основа се заканува дека ќе ги влече за уши обвинетите за криминал, Мицкоски му довикува според мој Ете, и тоа е извадено од контекст. Абе, тие криминалците што заслужуваат, бе, Златев? Да ги ставиме во хотел со 7 звездици и да ги негуваме, да ни се множат. Сега немој ја па да станам безобразен, пути и мојата уста знае да биде погана. Не, тоа е метафора за криминалци употребана. Кога ќе ја ставиш во контекстот во кој бил ставена, е за мене оправдана метафора. Ако се оди во некој си нихилизам, каде беше тој Ерол да каже кога министерот поранешен за внатрешни и обвинителот Бубески монструм нарекоа некој што беше во бегство уште не суден. Каде беа овие новинари, бе? Овие бардови на новинарството? Не, тие се, ево па јас сега ќе бидам безобразен, маргиналци од Букет. Сега ти си млад, не знам дали знаеш што е Букет. Букет е легендарна кафана на новинарството и на удбаштвото, на отприлика сега каде што е Рамстор, ама таму се искажени неубавите приказки на македонското новинарство, тоа е главната работа, и некои кои беа маргиналци сега ни се прават новинарски бардови. Ако се они новинарски бардови ќе пишуваат во интерес прво на општеството, потесно на државата и уште потесно на системот. Секој пат кога нивните и тие не се на власт и кога нема пари од УСАИД, тие напаѓат се живо и диво. Јас завршив. Ама добро, ти благодарам на парламентарноста, Златев. Сега можам да ти одговорам. Да ми одговориш. Дали може би на патот кон твоето Порше, и ти така само твоите која не се на власт критикуваш. Право, ја немам мој. Значи, ја имам симпатии. Не знам. Јас, за разлика од другите аналитичари кои ми се прават од многу висока категорија, кажувам дека имам симпатии кон една од политичките опции која е десно ориентирана и името е ВМРО ДПМН, а јас сум демократ. Само сум членувал во демократска алтернатива, таа партија не успеа, таа партија ги зезна работиве и јас се повлеков од партискиот живот. Чекај се И сега, не можеш ти мене да ми изедначуваш, не ти дека моите и твоите. Не. Еве сега се залагам за СДСМ за здраве. Во комуникација сум со Филипче веќе месец-два за да ни дојде овде на гости и мислам ќе ни дојде после, ми беше сега после Великден, еве и ќе објавам. И во комуникација сум со Оливер Спасовски. И сега што правиме? Дали сум на СДСМ, ја те прашам. Што правиме сега? Не ми делуваш дека си. Не ти делува. Значи, ти благодарам. Морам да ти на искреноста. Морам да ти кажам, сега за друга страна не знам. Таму си ми малце сумљив. Ајде, важи. Затоа што 7 години ти беше жесток критичар на власта. Да. Од првиот момент. Да. Од име, знаме, химна, она, протести, бугарски устав, анализираш 27 април, трето, таму болест доби висок притисок. 22 август 2018 година. Ама нешто те нема сега од кога се смени власт. Па толку ли се совршени? Не си ми ги читал колумните. Не си ми ги читал. Кога реков, се залагам за заздравување на СДСМ, им посакувам добро реновирање, да донесат добри кадри, ама кога видов донесува за заменик председател човек што не знае што е основна организација, се исплашив дека не ме послушале и не сум сигурен дека се на добар пат, иако оние подпредседатели, генерални секретари не се така лоши. Имаме сега во една група тука со пари интелектуалци, имаме две различни ставови. Ајде, кажу. Првиот став Сотка е вика чим договара со Филипче и Оливер Спасовски, едни викаат со Филипче чим договара, тоа е ВМРО вика пошто Филипче работи за ВМРО. Логиката на тие им е многу јака. А другиот вика дека си СДСМ чим со овие двајца си фатил работа. И едното и другото. Значи има подвоени ставови за тебе. По таа логика. Значи јас сум и едното и другото. Ама кога ги донесам овде, ако ги донесам, се уште велам ако ги донесам, не губам надеж, ќе се види дали сум едното или другото, или се обидувам на повозрастни години да бидам каков таков новинар. Добро, јас сега барем малку да ти конкурирам. Морам да бидам
морам да бидам објективен и морам, знаеш, да те прашам затоа што така е. Ова е Го сепак. ценам тоа, го ценам. Сега, кога викаш дека тие секогаш напаѓаат кога нивните не се на власт, И да знаеш. е така. Ама и да знаеш. Но викам чека да видиме сега. Ама впрочем ја во мојата анализа за медиумскиот простор со име и презиме сите ги кажам. Има еден. И одма на 2 медиума ми кажаа дека веќе имам забрана. Во друга прилика кога ќе е темата, тоа ќе кажам кои се. Тоа се 2 телевизии, веќе уште на плюс 2 телевизии имам забрана за настап. Соче, не ти бега радио. Шо се секираш? Ова денеска ми го разубави денот. Шо се секираш? Браво, фала ти. Четврто, среда е твоја, среќен ден. Фала ти, фала ти, фала ти, фала Правиме ти. убави анализи, убави емисии. Да. Ме потсети на првиот ден кој ми рече земи ја среда ве сотка. Алал да ти е. Злате. Да, на сред. Недела чека да видиме нешто да не има плепсот овде коментар. И денес си многу расположен. Многу убаво контактираш со плепсот. Алал да ти е. Браво. Значи, Мене не ми бива, не писмен. Не можам ја. Овој со филозофски факултет. Ја го фанам да кликам таму ќе се изгубам, Злате. Значи, овој ВМРО-ецот викам со филозофски факултет. Ама сум го накитил од Сабајле. Една убава комуникација, Ферира Бубе вели. Да. Една грешка на премиерот е што требаше уште одамна да го реши судството, а он се уште го бира по мекиот пат, али мора да почне арогантно веќе затоа што Море деца. лицемерите ќе му прават лице, а сепак ќе си тераат по нивното. Види Бубе, да, овде држи водено. Абе нешто што е поставувано 3-4 години за 8 месеца не се руши без Златаев. Тоа е поентата. Абе тешко е бе, многу е тешко бе. Тоа е поентата. Ама еве ги во мај месец доаѓаат законите, да знаеш. Затоа што еден од коментаторите ни е универзитетски професор и тоа со Нека е жив и здрав. еден од најеминентните вика извини Љупчо, ама ја не сум плепс. И се извинуваме на експертската јавност Добро. што ја нарековме плепс. Интелектуална елита за која Да. во последно време имам позитивно мислење. Експертската јавност ми е едно од најаките термини, ми е експертската јавност. И ќе го извадат Нема, постои. Благојчата насо. Ало, И ти постои експертска јавност. а? Постои. Тоа биди сигурен дека Еве ја си не сум окей. експерт. Ама види сега, ти си па и млад, ќе станеш експерт. Еве Ти си за новинарство чекај, овој експерт. со филозофски. Златев, работен сум не една, туку 2 работи. Лесно е така паушално да си лупаш. Ама тоа е твојот новинарски стил. Еве нека ти со среќа на 2 работни места, ти посакувам да заработуваш добро, да живееш убаво. Те гледам дека си асли дете во Маровче, ја не знам што си тргнал по патот. Како на бе овие така ги читаш криминал одма во Маровче? Па во Маровче сега се гледа таму со Мичковски има слики со такви. А добро, што правиме? Ја немам слики со никого. Еве, најде од мене слика Чекај бе. со Абе политичари. чекај бе, го најдоа кој бил бе. Кој е, Извини, овој што коментира. Кој е бе? Леле се извинувам. Шо? Бил синот на Оливер Андонов. Но овој што беше министер за Мојот еден пријател ден. бе, ја не се кријам, мојот пријател. И мене Оливер ми- Андонов. Иако Без измислуваш. разлика што имаме различни ставови у последно време, тој мене ми Ја бил немам- пријател. Немам ништо против. Сме се човекот. работувале, малку се скаравме за Македонската црква. Оне Се подскаравме троа, ама ја не кријам, пази ја. еве ги го открие кој е еден слушател нема време. Ја Тај просто му младо е. татко му е класичен. Го знам ја, младо е детево. класичен представник на експертската јавност. Еден Па пред некоја вечер беше на телевизија. За ДСЗ, за ЦУК држеше предавања. многу често за безбедносниот систем. Во Сител која работев, многу често го снимавме господинот Андонов. Да. Тоа е пред да стане министер. Или беше еден ден министер, па заменик. И тоа е што храбро, беше, Златев. Да. Сега ќе ти Сега, кажам. пред да стане министер и го снимавме во Сител, Јасно. или како експерт Так. за безбедност. Так. И беше многу приемчив човек, добар Добро. човек. Ќе отидам јас како новинар со новинарска екипа и он ќе ме праша дури Љупчо, што мислиш ти, ја што треба сега да кажам? И тоа секогаш ми се допаѓало од страна на експертите. Знаеш, што би било најдобро за твојата поента, за твојот прилог, дека и ние ќе му кажеме, знаеш, имавме понекогаш после почнавме и на Вибер да се комуницираме и сега на пример ќе му пишеме порака Оливер, мислам дека треба да кажеш ова и она се ќе каже ќе изработи. Беше феноменален. Феноменален беше да одработи, нели тоа што ќе му кажеш во форма на експерт.
Добро. И тоа е многу добро, затоа што особено ние усител тогаш одработувавме за еден режим. Лал да ти затоа те сакам. Особено, тоа е многу битно кога нешто треба да кажеш. И ти мене за комунизмот ме напаѓаш после. И кога ти нешто треба да кажеш, ама место тебе треба да го каже некој друг како новинар, имаш феноменална овакви добар човек беше. После тоа сум бил во комуникација со него, нели, како универзитетски професор, ми бил на интервју, немам некоја забелешка, фин човек. И последно, во една емисија го слушав како говори дека јас сум го викнал на некаква средба со еден сега обвинет лик, и дека ние сме седеле заедно, а обратно беше. Значи, тоа не му треба ако е така, не му треба. Значи, но, знаеш како, меморија, луѓе во години, ќе сватиш се. Но, во секој случај, има и една потврда на МИТ универзитетот во една судска пресуда, која нема да му ја извадиме, али за Синчево секоја чест. Ај сега па ти татко мене сакаш. Неговиот татко нема направи. Види, може ние да кажеме 100 забелешки за Оливер Андонов, но Оливер Андонов не приватизирал ништо, така? Оливер Андонов не е украл ништо, бил од безбедносни институции, сега е професор, пред тоа бил овакво, како се вика, кратко беше на функција, сакам да кажам. Беше он заменик едно време, беше еден ден министер, ама тоа е храброст да прифатиш еден ден во еден ден не може да имаш корупцијски скандал. И ја не го испејавам за тоа. Малку се закачивме на темата Македонска црква и не сме видени од тогаш. Но на син му не можам, нели, да му забележам како на синот на Бучковски. Не можам да му забележам дека е дете на корумпиран политичар. Па и ја мислам така. За меморијата на татко му и за така натаму може да дискутираме. Ама дека е син на корумпиран политичар не може да кажем. Сега се спремаш да заврши емисијата, морам нешто да кажам. Ајде. Ќе се изненадиш, не знаеш што ќе кажам. Значи, овој месец не ми одеше да ти кажам, ми беше енергијата падната на нула. Тоа може би се примити во ководењето на емисији на назад неколку. Право да ти кажам, денеска прв почувствував крв. Прв пат почувствував вруток кај мене, проток на енергија, а најверојатно лидер и ти како водител сте, множина ќе употребам заслужни, а лично мислам да не е подрега, се враќам полека во кондиција. Лични состојби кои не беа добри. Не само тешки се. Види, во месец дена да се случат 3 такви работи не е лесно, Златко. Ама ти благодарам, мислам дека се враќам во форма, па ќе видиме тепачките следни кои со какви модрици ќе излезе од нив. Сотир, доколку си убаво, Златев, да си ми жив и здрав. Проблемот со македонските пензионери е што губат смисла во животот. Да. Особено кога ќе им пораснат внуците веќе. Да. Ако ја уживам со моите внуци, да ти кажам. Дарон и Јаков, да ми се живи и здрави. Ние сме овде да те држиме во кондиција. Многу ви благодарам. Со примањето зато и не ви бегам. Да, со примањето од овде, со хонорарите од овде. Си ги собирам и Порше ќе купам. Пази, не ги трошам. Не верувам дека ќе собереш доволно согласно висината, но да речеме ќе можеш да купиш. Има и такви што ме прашуваат за хонорарот, викам јавете се кај Златев. Пунто ќе можеш да купиш за неколку години. Ја да ти кажам, ќе чувам пари за Порше. Ти смеј се колку сакаш. Само да ме поживее, Господ. Па може и половно некој да најдеме. Па јас цел живот возам половни коли. Ама проблемот со Поршињата е колку се постари. Сега возам Леон од 2006 година. Проблемот со Поршињата е тоа обратно од сите коли. Не го менувам за ништо. Леон 2006 година. Да е жив и здрав братучет ми, Сашо од Штип ми го даде. Абе, бомбона кола. Ако купиш Опел од 91 година, купуеш Канта. Ако купуеш Опел да не ми го вреѓаш. Добро да е, Асконите најубави коли беа кога ги возев. Од 91 Аскона купи ти Канта. Асконите не чинат. Значи, Канта. Али ако купиш Порше од 91 ти купуеш олтаймер, ти си колекционер и така натаму, така што нема да поминеш ефтино и поволно Порше доколку купиш. Скапички се без Злато. Затоа. Скапички. Тука... Затоа си играме мајтер да ни е поубав животот отколку да кукаме. Крај и ова ако ти се расипе. Не моите молам. Добра. Ке ми се јавиш, Љупче, од ваму до таму, не ми пречи да те Може. Па ти си помлад и зошто? Ти еднаш ме возеше, ко касневме за емисија, гостин која ти бев.
Возеше, ја го памтам тоа и го ценам. Почитувани слушатели, на крајот дојде до констатацијата дека сепак поршињата се за младите. Да ја оставиме Македонија на младите. И ви посакувам да ги возите. Да ги возите. И да ја оставиме Македонија на младите со поршиња, иако нема такви очигледно.